Оризопроизводителите под закани и притисок да го откажат утрешниот протест. Уценувани се дека ќе останат без субвенции и ваучери за зелена нафта. Некои од нив добили предупредување, доколку утре застанат на блокадите, нивни блиски ќе останат без работа. Земјоделците се категорични, не отстапуваат од нивните барања. Ти се тема од сите страни. Меѓутоа земјоделците ќе искочат и во овој момент толку горче нема да ги спречи никој. Лоши методи да се спремат земјоделците. Од куќе на куќе одат активисти на СДСМ. И сакат да го сетат ова некако угушат. Абе се кануват и себе со отпуштање од работни места, со репресии, со субвенции нема да земете, ќе видите кога ќе земете. Немате бонови за нафта, нема да земете со најразлични притисоци. Од 10 до 12 часот регионалниот пат ќе биде блокиран во двата правци. Ќе се пропуштаат само возилата на брза помош и противпожарните возила. Патот за сообраќај ќе биде затворен се додека на барикадите не се појави премиерот Заев и министерот за земјоделие. Има најава протестот да трае повише. Доколку Заев и министерот не дојдат, протестот може, механизацијата да остане на пат. А дали 10 дена, 15, па може и месец дена. Се док не дојдат и жетвата нема да почне. Оризопроизводителите од Кочанскиот регион бараат производната цена на оризовата арпа да биде од 25 денари па нагоре, да се најде решение за неоткупените количини, како и пласман за новата реколта. Поради ниската откупна цена, повеќе од 1/4 од минатогодишната реколта се чува во амбарите.